Добро вечер и добро дојдовте во ова издание на емисијата Тунел. Луѓето по природа се чувствителни, и сега некој повеќе, некој помалку. Емпатијата и сочувствувањето се јавуваат најчесто кога ќе бидеме сведоци на некоја немила ситуација или кога нешто и ќе не погоди. Но колку впрочем и вистински помагаме во тие ситуации или само ги одминуваме. На луѓето реално во секојдневието им треба помош. Некогаш и многу мала, за да се чувствуваат среќни и да почувствуваат благодети тие во животот. Има сега едни луѓе кои вистински знаат да помогнат и има проекти во кои може вие да се вклучите и проекти кои оние младите генерации ги вклучуваат и токму им помагаат околу развивањето уште повеќе на емпатијата, сочувствувањето и за тоа да се научиме како да помогнеме и да подадеме рак. На оваа тема вечерва во емисијата со моите драги гости кои ни доаѓаат представници на Црвениот крст и ќе ги поканам да ми се придружат во Тунел вечерва. Александра Ристовски тука е со нас, Шпатим Љатифи, добро вечер, повелете. Ивана Маринчек и Софија Стојановска. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Добро ви најдовме. Повелете. Добро вечер, Софија. Навистина еден богат проект, ако можам проект да го наречам, но сепак од тој се развиваат потоа сите останати за кои вечерва ќе зборуваме и една убава, хумана работа која вие правите заедно со сите оние волонтери кои сакаат да помогнат и се надевам дека ова вечерва ќе мотивира поголем дел од гледачите да подразмислат за тоа колку впрочем нели подаваме рака кога е потребно или само ги одминуваме овие ситуации. Александра, ајде за почеток да објасниме за овој голем проект. Зашто всушност станува збор? Значи, станува за една програма која што се нарекува Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, програма која што можам да кажам дека е успешна приказна во нашето општество веќе 16 години, програма која што полека ја развивавме во сите овие години за да стигнеме таму каде што сме. Нешто што го имплементира нашето национално друштво, Црвен крст на Република Македонија, а за главен имплементатор го имаме Црвениот крст на град Скопје, каде што впрочем и ние доаѓаме. Станува збор за национална алатка, тоа значи дека се имплементира во секој град каде што чука срцето на Црвениот крст, а можам да кажам дека такви локални канцелари во целата држава постојат 35. Национална програма која што има за цел да регрутира нови волонтери, но на некој начин и да ги задржи во нашето семејство на Црвениот крст. Да се обидеме на младите луѓе кои што се наша целна група, а се на возраст од 14 до 18 години, значи да речам средношколци, да им ја всадиме хуманоста, да им ја всадиме солидарноста, да им всадиме нешто што значи заемна поддршка и да им објасниме дека колку ние всушност си требаме едни на други, колку можеме да направиме повеќе и колку може да стигнеме подалеку. Во рамките на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која што кажав веќе дека оди 16 години, на годишно ниво во сите овие градови едуцираме 1200 младинци. Значи на секоја година циклусот се повторува и всушност станува збор наредна година за нови младинци. Младинци кои што добиваат обука за теоретските знаења и вредности во Црвениот крст, кои што доколку ја имат само теоретските значења не би можеле да направат многу на терен. Но потоа оди оној вториот дел од обуката која што всушност представува практични знаења како да се имплементира мал проект на терен и како да се помогне значи на целната група која што тие ќе ја лоцират. Интересно е да се каже дека младинците сами лоцираат целни групи, дека тие истражуваат на терен, дека тие зборуваат со нивните за потребите на целните групи, што е тоа што им се треба, значи да не се даде нешто што не е во функција, туку нешто навистина што нив им треба. Со гордост можам да кажам дека оваа година циклусот 2012-2013 обучивме 1200 младинци кои што направија рекорден број од 202 мали проекти. Браво. Се обидуваме да ја смениме нивната дневна рутина, бидејќи да се влезе во еден проект, тоа значи многу волонтерски часови, многу откажување од други нешта кои што нивните врсници можеби не ги прават, значи се обидуваме да ја смениме нивната дневна рутина и важно да кажам дека во рамките на програмата се вклучени различни етнички групи. Значи ние работиме со сите оние кои што живеат на територија на државата, од различни градови, од различна социјална вклученост, сите тие се важни и се иднина на нашата заедница. Тука ќе го вклучиме и нели Шпетим кој може повеќе да ни каже околу нели различноста или различниот етникум кој го имаме и како впрочем ги спојуваме во овие проекти. Како сами се спојуваат на крајот на краиштата. Да, кога ние започнавме програмата 97-98, далечната 98 година веќе, всушност истражувањето го направивме со Институтот за социолошки и политички правни истражувања, каде што и веројатно за жал и ден денеска во нашиот образовен систем се уште постојат етноцентризми, се уште немаме доволна комуникација меѓу учениците од различни
средини од различни етнички припадности, различни религии, култури, субкултури и така натаму. Така што со проектов ние правиме една ретка работа, ретка можност за тие ученици кои што инаку одат во веќе и физички поделени училишта, да можат да заедно да поминат време на работилниците, тоа време е 3 дена, и да соработуваат не само на теми околу Црвениот крст и дисеминација за Црвениот крст, туку ни учат за културата, за начините и техниките за комуникација, учат вештини како да помогнат во своите локални заедници. Така што ние веруваме дека со програмава и со малите проекти кои што децата ги прават, ние всушност градиме идни лидери во општеството, кои што ќе обезбедат подобра иднина. Ова малку звучи алтруистички, меѓутоа навистина е така, затоа што проектов после сиве овие години на некој начин го продадовме и во повеќе држави во соседството, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, Турција, до Шпанија. Пред некое време веќе го започнавме проектот со нашите искуства и во Шри-Ланка. Така што тој комуникацијски канал кој што е многу неопходен, го градиме во соработка со Министерството за образование, со кое што имаме и подпишано меморандум за соработка, и влезени сме во гимназиското образование. Значи децата кои што доаѓаат на овие работилници се ученици кои што добиваат кредити и оценки во нивните училишта за проектните активности во областа култура на здраво живење и развој на мир и толеранција. Браво. Ова супер звучи, заслужува еден голем аплауз, бидејќи навистина мислам дека нашите млади генерации како да низ годиниве ги да, секако, како да ги подзабораваме, ги оставаме настрана, ги оставаме можеби самите да се снаоѓаат, мислејќи дека интернетот и напредната технологија ќе им помогне да се снајдат повеќе во животот. Нам тоа ни купува време, што е мислам поприлично себично, а нив мислам дека им одзема многу од она квалитетно време кое треба да го добијат. Апропо тоа време веќе и овие проекти се, нивното дружење, можноста да развијат малку повеќе нели чувства, сочувства што се вели, емпатија кај себе и да научат што значи вистинскиот и реален живот, не оној виртуелниот само. Еве малку повеќе можеме, Ивана, и со вас, вие сте и по професија психолог, сега пред малку зборувавме, па да зборуваме за тој момент кај младинците кои мислам дека пак ќе речам го подзабораваме малку повеќе. Оно што проектот им нуди на младите луѓе кои што учествуваат во него е меѓу другото и промена на нивната дневна рутина. Промена на она како тие вообичаено го поминуваат времето. Во рамките на нашите ПХВ обуки кои што ги држиме на терен, ние правиме едно малечко истражување за тоа како поминува денот на младите луѓе во Македонија на возраст од 14 до 18 години. Оно што го добиваме како фидбек од нив, значи некои 90% можам да кажам, е дека најголем дел од времето го поминуваат на училиште, потоа се враќаат дома, нешто малце слободни активности, многу малце, значи многу повеќе време поминато на компјутер, поминато на социјалните мрежи, многу повеќе време поминато на пред телевизорот, учење, нели, нормално. Но она што разговараме со нив, значи низ тие обуки е тоа дека кај нив постои едно незадоволство од тоа како всушност е исполнето нивното време, дека го доживуваат како доста досадно, монотоно, постојано вртење во круг, и тоа навистина е за нив една рутина која што постојано се врти. Она што доаѓаме заеднички е дека всушност недостигаат активности или можам да кажам и иницијативи кои што ги прекренуваат младите луѓе на кој начин квалитетно да го исполнат своето слободно време. Она што проектот го нуди е токму тоа, значи младите луѓе да бидат поттикнати да размислат што е оно што може да се направи во заедницата, што е оно што нив на некој начин им недостига, на кој начин сакат да го исполнат своето време и на креативен начин да тие всушност помогнат некому, а при тоа помагајќи си на самите себе. Ни самиот проект младите луѓе освен тоа што се дружат, се запознаваат со поединци кои што можеби во својата дневна рутина не би ја сретнала. Луѓе од друг етникум, луѓе кои што зборуваат на друг јазик, но исто така помали од нив, повозрастни од нив, луѓе кои што имаат одреден хендикеп и така натаму, значи навистина голем број на различни групи на луѓе од кои што можат да добијат огромно искуство. Но исто така
да речем, тие учат покрај тоа и да станат сериозни и општествено одговорни граѓани. Прво ги градат тие морални вредности кај себе, значи развиваат емпатија, развиваат алтруизам, согледуваат всушност што значи да се биде различен и колку е всушност тоа богатство. На тој начин и се соочуваат и со одредени предрасуди кои што можеби претходно ги имале, а вака на практичен начин всушност добиваат шанса да ги надминат. И она што е исто така важно, за кое што можеби тие не се свесни додека ги прават малите проекти, е тоа всушност колку животни вештини учат во текот на самата изработка на проектите. Прво учат да бидат организирани, да бидат сериозни, да направат добар план и истиот да го изведат на терен. Исто така учат како, например, формално да комуницираат, заради тоа што во големиот број на проектите имаат потреба од поддршка, дали е тоа од локална самоуправа или можеби од некоја фирма или некој донатор. Треба да напишат писмо, треба да договорат состанок, треба да одат на состанок. Треба да комуницираат, треба со медиуми да разговараат за да можат да добијат поддршка од заедницата за да го спроведат проектот. Така да тие всушност учат многу нешта за кои што стануваат свесни тек откако ќе помине нивното искуство. А она што ги задржува најмногу во моментот е тоа што проектот им нуди шанса да работат нешто што е за нив интересно и креативно. Дали ќе спремаат представа, дали ќе прават накид, дали ќе организираат некоја креативна работилница и при тоа се дружат, се забавуваат, си помагаат на самите себе и плюс помагаат на заедницата во која што живеат. И за проектите и за сето она што се прави е навистина едно големо богатство. Вечерва ќе зборуваме. Софија ќе ја уклучиме бидејќи ги споменавме нели младинците, како представник на тие младинци, сега веќе поискусен, сега веќе волонтер, нели? Некој кој им помага на тие помлади нови генерации кои доаѓаат, за да ги упати во тајните на тоа да се биде, еве да речам, дел од овој голем проект, да се учи за хуманите вредности и да се пренесуваат потоа истите. Што е потикна прво да се вклучите, да бидете дел од овој проект? Се вклучам, конкретно се вклучив од Црвениот крст преку ПКВ пред 2 години. И тоа што ме поттикна е токму дневната рутина, да променам нешто во мојата дневна рутина. Пред 2 години некој дојде ми кажа, има ПКВ проекти, се прават, дали сакаш да се приклучиш? Може, ќе пробам, зашто да не. Се приклучив и во мојата школа учествува во неколку проекти, од кои што едниот сама го правев заедно со мои соученици, а во другиот делумно помага во него. Во едниот проект утврдивме една потреба за едно социјално загрозено семејство и за да им ја обезбедиме таа потреба, ние направивме неколку активности. Во тие активности беше вклучен еден киноден, каде што ги собравме младите од нашето училиште, пуштивме една проекција на еден филм во нашето училиште, наплаќавме карти и така собравме донации. Исто така ги вклучивме и младите од градинката Корчагин, каде што изработувавме заедно со нив накид, кој што подоцна го продававме на улица Македонија. Подоцна со сите тие собрани средства, ние обезбедивме доволно средства за да им ја обезбедиме самата потреба на семејството. Исто така учествував делумно, помагав поточно во еден друг проект во моето училиште, кој што беше за едно лице кое што не може да излезе од дома поради здравствени причини и единствен начин да комуницира со светот му е компјутерот. На тоа лице неговиот компјутер беше расипано, немаше начин како повторно да комуницира надвор со светот и затоа моите пријатели организира еден хуманитарен турнир. На тој турнир се приклучија ученици од мојата школа, но имаше ученици кои што беа надвор од мојата школа и имаше и публика која што го гледаа турнирот и на тој начин се собраа преку карти, преку учесниците се собраа доволно средства за да се купи компјутер на тоа лице и за да може да се усреќи неговиот живот, да може повторно да комуницира со надворешниот свет. Зборувавме пред малку за тоа за дека нашето малку некогаш за некого може да значи многу и дека не сме ни свесни што велите, нели, дека со колку малку можеме вистински некому да му го олесниме животот секојдневието и да му вратиме насмевка на ликот. И сега кога споменавте, Софија, за онаа дневна рутина што вообичаено ви пречи. Како денес младите живеат или што е она што најчесто ние споменавме, знаеме од истражувањата, ги спомена Ивана, како се забавуваат условно речено или како го минуваат времето. Хајде од прва рака да слушнеме. Што значи секојдневие на еден средношколец? Секојдневието, тоа е како еден концепт поточно, значи станува, оди на школа, излегува од школа, се враќа дома, никогаш не се враќа, оди со другарите, со пријателите на кафе.
се враќа дома, учи или седи на компјутер, повторно си легнува. И најчесто е така. Пативте дел од оние игри кои ги имавме на времето, малски игри од типот на нека бие, ластик, таква дружење малско имавте? Знаете дел од тоа, школка? Да, секако, но тоа е програмата се однесува на лица кои што се од 14 до 18 години и на таа возраст најчесто ја забораваат на дворешноста, особено со новата технологија. Сето тоа што им е интересно на компјутерот. Играат игри повторно, играат ластик на компјутер или некои такви работи кога Супер, да, ефтена физичка активност. Да, има не е дека не прават нешто за нив, тие прават, но меѓутоа тоа е повторно за нив и повторно е по некое одредено време, значи тогаш во толку и толку часот тие имаат дополнителни часови по англиски, например, или по некој друг странски јазик, и тоа е тоа во денот што има плюс. Но меѓутоа повторно тоа завршува, си оди, тоа е. Има бројни проекти кои ги споменавме. Навистина убава фасцинантна бројка од 202 кои мораме да ги потенцираме или еве барем Софија каже за дел од нив кои ги прават самите. Мислам дека споменавме дека проектите, децата, односно младинците кои ги изработуваат се по нивна иницијатива. Тие размислуваат, гледаат, па даваат предлог за тоа што сметаат дека треба да изработат како проект за да оди во прилог на заедницата. Станува збор за една структурирана обука која што тие добиваат. Значи обука која што кажав дека со годините се развиваше, се усовршуваше и ги следеше конкретно и нивните активности и потреби, значи на младите луѓе, секако и на целните групи кои што се на терен. ПХВ тим бројат некаде околу 30 инструктори кои што доаѓаат од целата држава, луѓе кои што се различна возраст, имаме пензионери, имаме младинци, кои што се адвокати, правници, кои што се наставници, професори, значи секој од нив даде многу за да се направи една добра платформа за едукација и обуки кои што им ги даваме токму на овие младинци. Важно да се спомене дека обуката е унифицирана. Она што се случува во Кичево, се случува во Дебар, она што се случува во Дебар, се случува во Велес, во Охрид, во Скопје, во Карпош, така да се оди на унифициран начин. И го пратиме, значи, училишниот циклус. Програмата започнува во септември месец, веќе некаде во октомври се обуките, кои што ги прават овие 30 ПХВ инструктори на терен, и потоа, Софи ти убаво го кажа тоа, таа денеска веќе не е волонтер младинец кој што ги изработуваше проектите, туку таа веќе е дисеминатор. Некој кој што ја координира и ја менеџира својата група. Такви на терен имаме 44 кои што се дополнително обучени од наша страна, како да ја поттикнат, како да ја мотивираат групата, да не дадат да падна групата доле, пошто они се содруваат со многу проблеми на терен и некогаш знаат да се справат, некогаш не знаат да се справат. Остана од времето, живки се тоа што го зборевме, ние мали проекти, некако мали, но тие не се мали проекти. Не се мали, да. Значи, лани имавме група од Дебар која што под мото и парола Јас сум Дебар направија куќа за социјално загрозено семејство. Во контекст на тоа што го кажуваше Ивана, со какви работи они се содруваат, значи да одам кај градоначалникот, да ја побарам локацијата, да го поттикнам родителот, да ги поттикнам медиумите, да застанат сите на наша страна за да се изработи цела една куќа, кај што денеска Казиме живее, и кога ќе се влезе во таа куќа, значи стои фотографија од девојчињата кои што има 14 години, кои што ја градија нивната куќа, кај што она кажува не добив само куќа, простор каде што живеам, туку добив семејство. Мислам дека ме молам запал се ова е навистина. Ми е крива што денес ги немаме дел од овие херои, кои се вистински херои овде во студиото, но ќе им се одолжиме во некоја следна прилика, повторно со нив ќе правиме емисија посветена токму на нив и ова се навистина големи и херојски дела, и велам дека од овие млади луѓе можат големите возрастните да учат. Но за време на обуката ние не велиме дека секогаш се во пари, дека мора да се заработат пари, дека мора да се добијат некакви донации за да се прават некои проекти, не. Туку ги охрабруваме да ги користат, значи своите капацитети, тоа што они го знаат, што го стекнале како знаења. Добар сум по математика, по англиски, па ќе работам со некој соученик или ќе ги поттикнам целото оделение да собираме донација за хигиенски пакети, за облека за некој што нема. Значи многу пати ги освестуваме да знаат што е тоа што го имаат они за да го понудат во заедницата. Тука ќе го споменам еден проект кој што доаѓа од Црвен крст Охрид, во кој што девојче кој што родителите се селеле, значи многу низ Македонијава и не се запишува на време во училиште и е тотално неписмена на своји 9 години. Волонтерите кои што го следеле тогашниот циклус одлучуваат таа да им биде целна група. И 3 месеци посветено работат со незе секој ден во просториите на Црвениот крст и ја описменуваат. Тие се секојдневно, значи работат со незе по некои 2-3 часа, не треба пари, треба само желба, мотивација, промена на нивната дневна рутина и желба да се променат нештата. Девојчето се вика Тина, да денеска оди во училиште и другарчињата од Црвен крст и се другари, верувам за секојаш.
И супер, браво за децата и за младинците. Што е она што, еве, меѓу другото, се разбрало е, да рековме и надвор од нашите граници, па проектот, повторно ќе речеме, не за пари, го купија и балканските земји, па и пошироко низ Европа. Еве, ја споменавме и дури Шри-Ланка, за тоа дека навистина оваа платформа и овој проект предизвика внимание од и тоа како, надвор од нашите граници. Знаете, кога ќе зборите со некого за програмава, а кој што не е запознаен со програмата, навистина може да се чуди, затоа што луѓето понекогаш поставуваат и прашање дали навистина ова се случува во Македонија. Тоа е многу интересно. Јас бев изненадена, морам да признам. Александар кога ми посочи искрено и многу малку има слушнато. А ова се сериозни, големи, повторно ќе речам, дела и акции кои се превземаат, се прават и се вредни многу за внимание, за да можеме и сите ние малку повеќе се подразбудиме и освестиме за тоа колку даваме на заедницата и колку вистински помагаме. Навистина во Црвениот крст дисциплинирано водиме статистика за се. Значи, некаде над 12.000 младинци до сега ја имаат поминато обуката, со тоа што поголемиот процент дел од нив се вклучени во изработка на проектите и овие работи со се целиот ПХВ концепт кој што е всушност и концепт за предавање, за час. Тоа знаат најдобро професорите од средните училишта со кои што работиме. Нема средно училиште во кое со програмава во Македонија не сме влезени. Веќе се над 90, на времето беа 85-6. И тој модел е развиен со помош на тие професори кои што исто така на кои што исто така треба да им се заблагодариме. Моделот на час е всушност начин како за тие 45 минути што ги има професорот за предавање да ги смени на начин што да не биде на традиционален начин учиме на колку тони кафе се произведуваат во Бразил или работи енциклопедиски кои што можеби се добри, меѓутоа не толку значајни и корисни во животот. Они го менуваат на начин што интерактивно ги креираат групите и за тие 20 на 25 минути, поголемиот дел од часот, ги судруваат со проблем. Како може да се реши некој конкретен проблем во заедницата и они размислуваат за тоа што треба да се направи без при тоа да се занимаваме со работите кои што не можеме да ги менуваме. Например, работи кои што зависат од директорот, од градоначалникот, од политиката, затоа што на некој начин и менталитетот кај нас е дека понекогаш се жалиме дека за се нешто некој друг е виновен, најмалку се прашуваме што ние може да направиме тоа да го смениме. Затоа ни е тој инстинкт, тоа чувство на одговорност сакаме да го оставиме кај тие деца за да утре кога ќе пораснат да барат одговорност и во себе си. И ова беше, мислам дека причината зошто проектот беше виден од повеќе национални друштва на Црвен крст во повеќе држави и во координација со Меѓународен комитет на Црвен крст во Женева, ние навистина успеавме во скоро 10 држави концептот како концепт кој што е напишан во Македонија од локални луѓе се продава условно, уште еднаш ќе кажам, во други контексти. Шри-Ланка ја спомнавте, Шри-Ланка има слична, меѓутоа и различна историја со Македонија. Ние се сеќаваме на конфликтот од 2001, оружениот конфликт. Шри-Ланка имаше слично, меѓутоа граѓанска војна која што траеше 29 години. После тие 29 години, 2009-10, на кога веќе војувањата престанаа, они имаа потреба да добијат таква една образовна програма за реконцилијација, за помирување на етникумите, на народите, затоа што и после тоа тие пак треба на тоа мало острово да живеат и да соработуваат. Така што извештаите кои што ги добиваме се уште од колегите во Шри-Ланка говорат дека мощно успешно и таму се имплементира проектот, како впрочем и во Турција и во Босна и Херцеговина и другите соседни држави со различен степен на успех. Кој е степенот на успех кога го постигнувате или колку е голема борбата да се постигне, да се поттикне таа волја да сакаат младинците да се вклучат? Тешко ли е? Тој период и таа возраст е навистина специфична.
Тинеџерските години знаеме сите какви се и кога ќе треба да му кажете дека треба да се смениш дневната рутина и дека ќе правиме нешто што можеби навидуваме сосема различно од тоа каков е нивниот концепт и видување за како треба денот да им изгледа во денешно време е сериозна борба, ми се чини, со тие млади луѓе. Оно што е интересно е дека младите многу сакаат да ја сменат својата дневна рутина и дека се многу мотивирани за да направат промена, заради тоа што за нив е тоа интересно. Програмата, како што кажа Александра, постои веќе 16 години и сега веќе многу се има слушнато за незе во рамките на Црвениот крст. Значи сите млади кои што се во Црвен крст или имаат своји пријатели, роднини, брачиња, сестри, поголеми, помали, кои што се дел од Црвениот крст имат чуено и знаат. Така да сега веќе се соочуваме со секоја година да има се поголем и поголем број на луѓе кои што се заинтересирани, кои што сакаат да доаѓат и многу често се случува да на пример еден младенец заедно со своите пријатели почне некој проект, па попатно да се приклучат уште неколку нивни пријатели кои што помагаат, а веќе наредна година сакаат формално да учествуваат, да ја поминат обуката и да станат дел од самиот циклус. Така да младите луѓе се соочуваат со многу нешта во своето секојдневие, во рамките на програмата се соочуваат и со многу пати кога едноставно се ставени во ситуација да морат да решат како да продолжат. Значи нивното правење на проекти често пати запнува некаде, некогаш имаат проблеми. Но тоа е пак од друга страна за нив предизвик, бидејќи на тој начин тие растат и зреат, всушност учат како да се соочат со проблемите, како да изнајдат решение, како да се вратат 2 чекори назад, да преправат нешто па потоа да продолжат. Така да во моментот кога ќе го реализираат својот проект, кој ќе видат среќата во очите на целната група која и да е, дали се тоа дечиња или се хендикепирани лица или се постари лица, небитно, за нив е тоа страшно мотивирачки, заради тоа што сваќаат дека не се ни толку мали, ниту пак толку немокни за да направат една промена во заедницата. Ние често пати на обуките им кажуваме една мисла од Едмунд Бурк, кој што вика не постои поголемо зло што човек може да го направи од тоа да во моментот кога ќе свати дека не може да направи многу, реши да не прави ништо. Ние напротив ги поттикнуваме да направат нешто. Видете што е она нешто што вие сакате или можете да го направите. Некогаш градат куќи, некогаш описменуваат луѓе, некогаш градат рампи за хендикепирани лица, лулашки за деца во село и така натаму. Но некогаш нивните проекти се и многу топли, значи помагаат на едно лице, прават еден пакет за бебенце или пак помагаат на соученик да ја поправи оценката во школа. Но секој успех ни всушност ги мотивира да сватат дека има нешто што може да го направат и нивните граници, и нивната свесност за нивните можности се покачува. Што научивте од сето ова, Софија? Од сето ова има многу работи пред се. Тоа беше едно искуство. Сметате дека, мислам, на едно ниво бевте, нели, на младо лице кое има една секојдневна, велиме, нели, рутина и што вие добивте од сето ова искуство? Нешто поинакво, нешто што можам да направам, а пред се да не биде тоа само за мене, да биде и за некој друг, да сватам дека тоа што јас го можам, тоа што јас го правам секојдневно, моите вештини, дека можам да ги искористам за нешто што на некого би му помогнало. Многу големо искуство, како што кажа претходно Ивана, во тоа да се соочувам со секојдневните работи, со секојдневни работи како за возрастните, да кажам. Тоа што е да се соочам со директорот, например, во школото, кој што еднаш можеби не ми дозволил за нешто, но сум била упорна во тоа и подоцна ми го дозволил тоа. Не знам, со луѓето на улица, кога им објаснуваш што правиш и кога не те сваќаат и еднаш ќе те одбијат, друг пат ќе те одбијат, третиот пат ќе те прифатат, ќе сватат што правиш и ќе видат дека тоа е нешто добро. Со едно големо искуство, животно искуство, фактички се здобив јас за тоа како да продолжам понатака во животот, да се борам за себе си и за другите. А се соочувавте со одреден, условно речено, подсмев или негодување од генерацијата ваша, кога тие немаат искрено развиено такво чувство како вас, или барем на почетокот немале, па потоа си го менуваат мислењето, но на почетокот биле скептични од типот на тоа, еве, ќе правиме нешто, но тоа нема да ни се врати материјално, или сега ќе правиме нешто, ама не знаеме каков резултат сето тоа ќе има и ќе ни биде ова изгубено време, поарно 2 сати на компјутер и видеоигра да свртам. Да. Па да, се соочивме со таква. Многу често дојдоа кон мене прашањата зошто го правиш тоа?
зошто ти е тебе тоа корисно, мислам, Зошто ти дават парички? А не кажуваш. Да, и тоа и многу такви работи како но едноставно тоа беше затоа што сакав, затоа што мислев дека нешто ќе смени. И после тоа на крајот, ето лично мојот клас свати дека на почетокот беа како многу се замараш за тоа, буквално кажано. Многу си зафатена со тоа. Дојде и седни на едно кафе, дојде на компјутер, уклучи се да правиме муабет. Ама на крајот сватија, кога и они ги видоа лицата на некои од луѓето, кога го видоа ефектот на тоа што го направивме, сватија дека имало цел, дека имало зошто и дека требало да се направи. Потоа споимат, ги објаснуваме полека проектите, тие сами си лоцираат младинците или групите си ги бараат целните групи за помош, за правење на некаков проект. Иницијативата е практично нивна по завршувањето на обуката, но потоа имате еден спој, колку што разбрав од сето ова, едно такво заедничко видување на нештата или поставување на сите работи на едно место. Сега сме баш во периодот кога они ги изработуваат малите проекти. Значи новата генерација, новата класа започна во септември, во октомври завршија обуките, ги прават проектите, веќе сега пристигнуваат извештаи во нашата канцеларија 15 и 17 јануар, докаде се, колку проекти се иницирани, колку младинци лоцирале групи, тоа го добиваме, го сумираме. И до 1 март, односно 15 март, сите проекти треба да бидат завршени. Завршени во смисла спакувани и доставени според моделот кој што е развиен. Пошто за се направи еден проект не е доволно само да излезам на терен за да напишам потоа две реченици да го доставам во ПХВ канцеларијата. Туку имаме посебни стандарди, форми кои што сите мора да ги почитуваат. А тоа значи име на проектот, кој го изработувал, колку часа, во рамките на групата кој колку волонтерски часа дал за изработка на тој проект, фотографија, како доказ дека ние навистина знаеме дека сето тоа се случило. И тие се како документирани вистински проекти, како што прават големите организации кога аплицираат, значи некаде да добијат поддршка за реализација на нивниот проект. Доколку имаат средства како што се фискални сметки кои што ги потрошиле попатно, заработиле пари како што кажа Софи, сето тоа треба да го достават како доказ. Потоа значи целиот тим на инструктори поминува 2 дена подготвителна работилница и под веќе утврдени стандарди, критериуми, значи бираме оние проекти кои што се најдобри и ги оценуваме со оценки кои што веќе како развиен систем во рамките на нашата програма и даваме плусеви, доколку е анимирана целата заедница, доколку се вклучени родителите, доколку е побарана поддршка да речеме од некои локални компании, доколку е добро документирано, доколку е наративно убаво опишано, значи попатно бараме многу нешто од нив за да направат. Од оваа година развивме едни нови дневници во кои што они секојдневно треба да опишуваат што е тоа што го правиле. Излеговме, побаравме средба, се видовме со директорот на не знам, домот на култура каде што ќе се случува театарот, го пишувавме сценариот. Сето тоа убаво, значи со истиот тој дневник и документ они ни го праќаат нас и потоа како што кажав веќе ги бираме најдобрите, значи младинци кои што дале најмногу часови, кои што имале најдобри проекти, кои што биле најкреативни, кои што најмногу се вложиле. Од и ние за време на самата обука нив им кажуваме, ние во рамките на ПХВ програмата ги наградуваме тие што се најдобри и тие кои што се најдобри, тие понатака ќе бидат вреднувани во рамките на нашата програма. Потоа во рамките на месец мај и јуни заминуваме на финална работилница која што се случува во Струга. Тоа се 2 или 3 тридневни работилници во кои што доаѓаат млади од цела држава, тие што сме ги избрали од различни градови и кај што малце повеќе, како што кажаш, потим работиме на темата тим и тимската работа, сумирање, презентација на проектите пред нив самите да знаат, да споделат што направиле другите, значи не само што сум направил јас, туку што направиле и другите. Работиме на темата култура како систем од вредности. Дали сме ние сите подеднакво вредни како култури кои што живеат во нашата држава, дали има подобри или помалце добри, колку навистина се познаваме. И имаме многу интересни интерактивни алатки кои што ги користиме, значи изготвуваме ТВ шоу во кои што они се водители, прават они пресек преку посебни техники на театар, што е тоа што го доживеале во рамките на целиот циклус. Зборуваме за проблемите, за позитивните нешта кои што ги научиле, правиме евалуација, повторување. И имаме едно прекрасно дружење, нешто што они кога се заминуваат има многу солзи, вика дека ваквото нешто им го менува нивниот живот. Има ли проблем меѓу етникумите на таа возраст за да се спојат, да си кажат, да споделат, да прифатат различното кое? Всушност, проблемите не постојат кај децата, за жал. Проблемите постојат на други места и таму мислам дека има повеќе потреба да се поработи и да се решаваат.
младите ученици кои што доаѓаат на тие работилници, всушност немаат проблем. Единствениот проблем кој што може да се појави, а тоа е за време на обуките, поготово во мешаните средини, е затоа што на некого, значи македонскиот не им е мајчин јазик, па затоа последниве години ние направивме една мала промена и таа промена вроди со плод. Обуките ги држиме на албански и на македонски јазик. Затоа што знаеме дека не секој може да се изрази на туѓ јазик, особено на таа возраст, така што штом се надминуваат проблемите околу јазикот, апсолутно нема никакви проблеми кои што може да се појават помеѓу младите, а најмалку на етничка или слична основа. Вие преска прашавте дали младите сака да ја сменат рутината. Да. Проблемот е што понекогаш системот малку верува во младите. Да. И они заклучуваат дека тие се непотребни, небитни луѓе кои што не знаат и не умеат. Не знаат, дека тек допрва ќе дојде нивното време, заборавајќи дека единственото време кое што го имаме е сега. И на тие работилници ние навистина, колку за сите теми што беа претходно спомнати, даваме големо значење на одговорноста и на тоа колку они имаат потенцијал за да направат нешто што навистина само тие го можат и никој друг. Значи, ние да се нафатиме сега слични проекти во заедницата да направиме, убеден сум дека нема толку успешно да ги направиме. Кој се и кога, рековме младинците, да се може да се приклучи и да биде дел од токму овие проекти, да биде дел од промовирањето на хуманите вредности? Како што кажав, значи во секој град имаме општинска организација на Црвен крст. Програмата веќе има изградено имидж, добри стандарди, дел од децата сами се пријавуваат, делумно оди тоа преку училишниот систем, значи кај што имаме одговорни наставници во самото училиште, кои што понатака ја пуштат информацијата дека започнуваат обуките, тие се пријавуваат и доаѓаат во Црвениот крст на денот на самата обука. Така да тоа денеска оди се веќе многу полесно, многу поедноставно, имаме цела мрежа, значи од страна на инструкторите поставено, од страна на општинските организации, од луѓето кои што работат во Црвен крст, кои што и така имаат одлични релации и врски со самите училишта во нивните средини, со директорите, бидејќи младите од Црвениот крст во тие градови не се вклучени само во ПХВ програмата, туку и во многу други нешта кои што ги работи Црвениот крст, како што е првата помош, како што е крводарителство, како што се катастрофите и многу други нешта. Да, но тие прво ни се асоциација нели за Црвениот крст, ова беше нешто што навистина реков пак лично ме изненади, а и е сериозна програма за која многу малку сме чуле. Секогаш беше асоциација за сите нас за Црвениот крст пред да се вклучиме и затоа и стереотипите за Црвениот крст. Да. Дел од нив, да речем, во некои општини ја спуштат границата на 13 години. Значи работиме со деца кои што се 8 оделение, бидејќи во помалите градови тие се заминуваат на факултет и не остануваат многу во моите средини, во нивните средини. Во општинската организација Центар можам да кажам дека оваа година се обидува да работат и со прва година факултет, така да организираме дополнителни обуки. Ивана убаво го кажа тоа, значи се повеќе млади луѓе сака да бидат дел од еден ваков организиран циклус кога се обидуваат да направат добри нешта во заедницата, а при тоа имаат можност некој да ги следи, да ги поддржува, да ги поттикнува да не се откажат попатно. Јас апсолутно верувам дека откажување нема да има, дека само ќе зборуваме за поголема бројка на проекти, успешни проекти и дека можеби веќе ни за бројка нема да станува збор, ќе се развие тоа чувство и тоа како кај секој од нас кое го има, тлее некаде, но реков како и во најавата некој повеќе или помалку чувствува, емпатијата и сочувствувањето ни е и морам да признам на некој не толку можеби завидно ниво, кога ни треба заедништвото во земјата, а кога сме заедно знаеме дека и сведоци сме биле на многу успешни моменти заеднички. Ти ги спомена бројките, јас ќе кажам уште еднашка 1200 младинци низ еден училишен циклус, 202 проекта, тоа го споменав, но анализите кои што ги правиме кажуваат дека преку тие 202 проекти се помогнати 3327 лица. Значи не од страна на некои институциите, туку од страна на овие младинци кои што беа дел од проектите. Нова генерација, нови младинци, нови обуки и ново поддржување. Ќе ве следиме оваа година, токму во тој циклус кога ќе објавите нели еден финиш на проектите, до каде се, што се и тогаш ќе ги имаме овие херои за кои ние веќе
вечерва зборувавме во тунел. Уште еднаш од срце да ви посекам многу успех. Ја имате таа енергија која ретко која има да ја даде во вакви ситуации. Секоја чести за вас. И Софија, во некоја прилика повторно ќе зборуваме за едни успешни проекти кои ги правите. Честитки за вашата одлука да бидете дел од токму вакви проекти како младинец, како иднината на оваа држава. Вие немојте да се штедите кога емоциите и сочувствувањето е во прашање и немојте да заборавите да подадете рака. Повторно ќе нагласам дека некогаш нашето малку за некого е многу и не знаете кога може би вам ќе ви потреба помош. Ви благодарам уште еднаш од срце. Фала многу.